Драги гледачи, денешниот разговор го посветуваме повеќе на книжевноста и тоа од аспект за одржување на Мисиркови денови и тоа за 2015 година. Ова ќе биде представува, односно една како најава што ќе има, од што ќе се содржи традиционална манифестација која што се одржува секоја година. За таа цел заедно со нас е Вангел Колозановски, кој што е председател на Сдруженијето за литература, култура и наука Свети Висарион, и Стојанче Колески, кој што ни е поет. Добро утро и добре ни дојдовте во телевизија Мега. Ви благодариме на поканата. Имаме таа чест да се појавиме пред публиката пошироко и уште еднаш да прозбориме за оваа значајна македонска манифестација која што е единствена посветена на Крсте Петков Мисирков и традиционално се одвива во средношколскиот училишен центар Крсте Мисирков во Демирксер и има своја афирмација и свој тек. Така да можеме да речеме дека Мисиркови денови се поврзани со Крсте Мисирков средношколскиот центар во Демирксер, кој што представува една културна институција, не само просветна образовна, туку културна институција, каде се појавија многу поети и писатели, па можам да речем доктори на науки и научници. Ние славевме ова година 40 години од основањето на Крсте Петков Мисирков училиштето. Така ова манифестација во рамките на ово училиште, кое што вистина не само морално што ја помага, туку истовремено самиот младински кадар, поетите и од средношколскиот центар представуваат една добра, плодна соработка за да можат оваа манифестација да добие свој подем и свој развој и растеж. Драги гледачи, еве ќе издвојам барем неколку реченици кои што се напишани токму од Крсте Мисирков, а велат вака: во македонските звездени историски простори со своето епохално дело се возвишил Крсте Петков Мисирков. Тој зад себе остави научни трудови за македонската јазична и културна историја. Истовремено и паралелно бил филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, славист, историчар, етнограф, аналитичар и собирач и проучувач на македонското народно творештво. На современ македонски јазик ја објавил книгата за македонските работи, списанието Вардар и низа други трудови. Самоиницијативно бил македонски амбасадор и ги застапувал интересите на македонскиот народ и на Македонија. Мојата мила и единствена татковина, Македонија. Таа е таму каде што сум се родил и каде треба да ги оставам коските, каде што треба да појде син ми, ако не ми е судено да појдам јас лично. Што можеме да кажеме како важност токму на оваа манифестација и кога се одржува точно? На новата програма што имате пред вас, таа се одржува во теков на 23 и 25 декември и незината целокупна застапеност е да настапат еминентни македонски научници, поети, кои што вистина ќе дадат свој белег. Само можам да нагласам дека традицијата започна негде пред 20 години и можам да речем ова година е јубилеј, затоа што манифестацијата постоеше, работеше и настапува еминентни македонски научници, дури да речем доктори на наука, и кои што има трудови поврзани со Крсте Петков Мисирков и поети кои што има посветено дело на Мисирков. Мислам дека како професор во училишниот центар Крсте Мисирков, моја иницијатива и иницијатива на еден дел од колегите да основаваме ова манифестација која што е единствена во Македонија и која што вистина можам да речем 20 години така има свој тек и свој развој. Ова година посебно направиме едни нови видувања дека да дадеме поширок белег и дури во нашата програма вметнавме еден дел да се посвети на Тоше Проевски, на кој што знаеше и умеше да го освои светот со својата љубов, со својата песна, со мелодичниот македонски збор. Во текот на Мисиркови денови имаме повеќе активности, посета на манастир Слепче, каде што таму ќе имаме еден така реферат во кој што ќе се направи осврт на книжевната традиција на манастирот кој што дал големи плодови за македонската литература. Особено Слепчанскиот книжевен центар кој што со своите развојни фази представува традиција продолжување на Свети Климентовата традиција.
Самото име Висарион не посетил на најплодниот кршеник од 16 век кој работел и творил во манастирот и самиот тој создал едно поголемо литературно другарство во кое што се препишувале, преведувале и се создавале оригинални дела. Така да овој посетата на манастирот не поврзува со традицијата на Свети Климент, на Кирил и Методи, но истовремено на современата македонска проза и поезија и современите текови на македонскиот литературен јазик. Стојанче, како дел од организацијата токму на овие средби, што можеш да кажеш од твоја гледна точка, од твој аспект токму за значењето нели на овие средби? Ака, кога зборуваме за Македонија или за некој борбен македонец како што е Мисирков, зборуваме со цело срце и душа, затоа што да се издадат такви дела, како што е делото на Мисирков за македонските работи во 1903 представува преголема работа за македонскиот народ, со тоа што се означува македонизмот сред толкава турбулентна офанзива што се случуваат воени и несакани действија на Балканскиот полуостров. Тој едноставно собира сила и ја издава за македонските работи во Софија, од каде што српските кралеви во Белград ја научуваат оваа работа и издаваат повеќе дела со цел за да се разгласи македонизмот и едноставно влијае страв од воскреснувањето на македонската држава. Но тоа е и бидна покрај Илинденското востание, значи уште пореволуционерно Мисирков со македонските работи му оддаде почит на македонизмот. Сметате ли дека има доволно издадена литература токму за важноста на Крсте Петков Мисирков? Мислам дека Крсте Петков Мисирков е извор не само за македонскиот јазик и литература, туку извор за една нација која што знаела и умела како да се пробие кога била во најтешки и најпроблематични моменти. Сега овде во првата тема, точно на оваа манифестација што почнува на 23 овој месец во училишниот центар Крсте Петков Мисирков, е темата македонската револуционерна борба и духовната јазична револуција, Илинденската епопеја и појавата на книгата за македонските работи. Интересно е што појавата на книгата за македонските работи се појава во времето на Илинденската епопеја. Имаме во тоа време две револуции. Спрема моите видување, многу пати викам, ако беше водач на Илинденското востание Даме Груев, на илјадници востаници и борци за Македонија, во тоа време, после згаснувањето на востанието, поради, знаете се, да не ги изборуваме тие причините, дека тоа востание можеше многу да биде успешно, ако Европа дадеше само со прст да помогнеше, или во тоа време Русија. Дури за жал, некои соседи ни одмогнува на походите на македонските востаници. Оти српскиот конзул во тоа време пишува дека колку што Илинденското востание во одбраната на Крушевската република не го направи тоа Грција за цело време на нејзиното ослободително движење. Целиот свет се восхитуваше на македонците, но за жал Европа остана нема и глува. Во тој период, кога згасна востанието и кога мислеа дека сите надежи македонски се пропаднати, сосема се појави една личност, Крсте Петков Мисирков, кој успеа да ја објави книгата за македонските работи, и тоа со своји лични можности и средства, со своја љубов, со голема волја, но и со големо знаење. Од и прв пат можеме да речеме на Балканот и можеби во пошироко во Европа и во светот имаме такава образована личност како што е Крсте Петков Мисирков и кој што во тоа време имал толку знаење, познава на 27 јазици, а можам да речем дека и многу повеќе, и неговата научна дејност, неговото знаење, неговото познавање во рамките на словенските јазици, во рамките на светските јазици, од убаво зборувал и германски, и француски, и англиски, ги совладувал светските јазици, а истовремено и сите словенски јазици доволно ги познавал, истражувал низ библиотеките во Русија за време на неговите студии и можам да речем дека тамо ги најде македонските ракописи, затоа се нафрли на македонскиот јазик за да го возвиши, да го воздигне, бидејќи пред него само Ѓорѓи Пулевски се запраша дека треба да создадеме современ македонски литературен јазик, но неговото знаење не беше толку обилно, но големата љубов на Ѓорѓи Пулевски беше мотивација
за Крсте Мисирков да го продолжи делото. Така подготвен, ја подготви книгата за македонските работи за време на неговите научни предавања во Русија меѓу студентите македонски и балканските студенти, неколку реферати, но истовремено доаѓањето во Битола, како учител во тоа време, успеал да се пробие да дојде во Битола пред восстанието 1902 година, едноставно да ги совлада централните македонски говори. И многу ми е така имам некојаш доста војува на научно поле. Се прашуваме Крсте Мисирков е поминал Русија, поминал и во Полска, бил и во Чешка. Но никако не спомнаме кај бил во Цемпеле, каде што е роден, дека бил во Македонија. Но верувам дека кога бил учител во градов во Битола, конзулскиот град, успеал да посети повеќе манастири и да се запознае со повеќе ракописи. Сите тоа, престојувањето во Битола и неговата учителска дејност, истовремено е време кога тој се запозна со македонската револуција, со македонските револуционери, а истовремено и желбата да се создадат македонски учебници. Така, поттикнат и помогнат во 1903 година, кога викам Илинденското вестание згасна, но викам дека згасна борбата, но восстаниците останаа со своето оружје во домовите или низ Македонија или бара свој спас, додека Крсте Петко Мисирков најде сили на 25 декември да објави книгата во Софија со многу успешно, но ако беше тоа да беше тоа французин или да беше англичанец, се беше наградуван или пофален од страна на владата, но бидејќи ние немаме во тоа време своја држава, Крсте Мисирков мораше да напушти Софија, бидејќи беше прогонет од оние кои што беа против македонскиот јазик, има здружување и српските и бугарските научници против македонскиот јазик. Така да Крсте Петко Мисирков успеа да појави книгата за македонските работи, во која што најмногу прозвучи неколку зборови за македонскиот литературен јазик. И затоа мислам успеа со своите лични домени, неговата севкупна активност да го создаде ова не големо, но многу значајно и епохално дело за Македонија, во кој што посебно јас напишав. Веќе покажеме токму и за книгата за која што е посветена токму на Крсте Петков Мисирков. Сметате ли дека ние македонците доволно посветуваме внимание на нашиот литературен македонски јазик? Прашање кој што не би се согласил дека доволно посветено вниманието. Од причина што еве гледам по некои телевизии, да не ги набројуваме сега, не е запазен македонскиот литературен јазик за жал, додека има некаде, но не. Што мислите што треба да се прави токму за од наша страна да се зачува македонскиот литературен јазик? Па најголемо влијание јас мислам дека се тука нормално медиумите. Кога по телевизии слушаме литературен јазик, по литературно би се изразувале во секој дневија. Јас мислам вака, доста се направи за афирмација на македонскиот јазик со отворањето на катедрите на македонски јазик низ словенските земји, но исто така и во Америка и во Австралија. Во Австралија веќе се создадоа неколку литературни друштва во кои што особено ние соработуваме со Гордана Страјчевска, која што вистина можам да речем дека со основањето на културни уметнички друштва надвор од Македонија, веќе прозбори македонскиот јазик се појави и стана во рамките на оние не само во групата на словенски јазици, него и во светските кои што е запазен и пошироко. А желбата да се бориме за современиот македонски литературен јазик, точно и ова манифестација што имаме, бидејќи сакам главната цел на ова манифестација да имаме еден ден да го прогласиме за ден на македонскиот јазик, како што го има тоа англичаните, како што го има тоа французите. Не ден на јазиците. Во Македонија или ние се вклопуваме на 24 мај, денот на Кирил и Методи, кога го прославуваме за сите словенски јазици. Но сепак мислам треба да се избориме главна поента да направиме дека еден ден да одбереме
Дури моето мислење беше 25 декември, зашто тогаш се појавила книгата за македонските работи. И тука најсилно е кажано и во едно борбено, виорно време, кога се немале држава, се појавила ова книга, која што прозбори дека македонскиот јазик е во рамките на словенските јазици и на светските јазици. И затоа наша манифестација кон таа цел да се избориме за еден ден во годината да си го прославуваме како ден на македонскиот јазик. Тоа да биде ден во училиштата, во културните установи по историски час да имат, а истовремено секој на свој начин да се го одбележите или библиотеките, да не биде тоа како празник некој како што замислува, него едноставно духовно да се поврземе со македонскиот јазик и светот и да се гордеме, бидејќи висина соседите се уште не може да се помира дека македонци се движат во Грција и дека македонци имат во Пиринска Македонија или низ Бугарија. Повеќе за македонскиот јазик ќе зборуваме по кратката музичка пауза, за да направиме нели еден пресек на нашиот разговор. Драги мои, музика. Продолжуваме со нашиот разговор, зборуваме повеќе за литературата, книжевноста, значењето на македонскиот народ и јазик.
Повеќе еве се насочивме токму на средбите кои што ќе се одржуваат следната недела, Да. но да се навратиме и на активностите, бидејќи сме нели на крај на година 2015-та. Што се направивте од областа на литературата, културата и науката, еве од Сдруженијето Свети Висарион? Што можете да се пофалите и со кои активности и проекти еве можете да ја заокружите оваа година? Не би сакал многу да зборувам, бидејќи се доста активностите големи и широки на издавачката дејност. Имаме објавено над 50 книги, но овој момент го користам поврзаноста со Македонија, македонскиот јазик, македонската култура. Ние во 9 век веќе го се создаде современиот македонски јазик благодарение на Кирил Методи, Климент Наум и една книга што му посветим на Климент Охридски во издание на Висарион представуваат ова дело, кој што за Македонскиот Свети Климентов Охридски универзитет, каде што е дадена вредностите и работата на сите македонски просветители до времето на Климент, неговите учители и неговите ученици, кои што ја продолжува традицијата, а во 16 век се јавува Висарион книжевникот, на кого што го понесуваме тоа име да го носиме Свети Висарион, кој што рековне заедно со својата група на поети и писатели создаде едно книжевно жариште во Македонија и во тој дел е спомнат во ова дело, а оваа година посебно ние се поврзаваме со македонски поети од диаспората, бидејќи реков дека македонскиот јазик го негуваме и во рамките на светот, каде што да продреме светот, да ако соседите не можат да не разберат, барем англичаните, американците и сите други поголеми народи. Меѓу објавените книги, што ова мината година објавени, беше Вечната светлина над Македонија од Гордана Димовска, која што живее и работи во Мелбурн, Австралија. Таа е една од вредните македонски жени амбасадори, која знае и уме како се сака и како се шири македонскиот јазик и македонската култура. Активна е на сите полиња, еден голем истакна новинар, а исто така носител на во многу активности и со оваа книга едноставно можам да речем дека во која што се најдува и Крсте Петко Мисирков, представува ремек дело и продолжување на традицијата и светлината на македонската литература и книжевност надвор од Македонија. Исто така со Милица Паулус ја објавиме книгата Така, визијата и љубовта на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик и Македонија. И Македонија, во која што вистина направи еден осврт на целата негова патека, но и неговата визија во која што денеска продолжуваат младава генерација македонските писатели, поети и научници и понатака за македонски јазик да се добие свое место не само во славенските, она што рековне јазици, туку во светските јазици. Ако во 9 век беше светски јазик, бидејќи цела Европа се, мислам, делови од славенскиот свет се просветува од Охридскиот книжевен центар, ако тога беше значен, се до 1912 година и во Пиринскиот дел и во Егејскиот дел на Македонија се зборуваше македонски јазик и во книгата, во борбениот пат на Македонката, многу убаво нагласив дека и денеска мајките во Егејскиот дел на Македонија, во Пиринскиот дел на Македонија, во Голобрдо во Албанија, во Пресва делот од Албанија ги учат децата на македонски јазик. Мислам, таа е една жилава борбеност на македонките во секое време да се изборат и да ги воспитат своите деца. Најголеми успеси се тоа што ако успееме и понатака појавата на Народна волја весникот во Пиринска Македонија и весникот Нова Зора што се објавува на македонски и на грчки јазик, тоа е едноставна афирмација на македонскиот јазик. Имаме често нормално да зборуваме малку повеќе за пишувањето. Стојанче може да се пофали дека има издадено една книга или можност вистинска и да направиме една кратка промоција, зашто станува збор. Па да, ова е една стихозбирка, поезија, Сиворозова сказна над Орлов камен, неодамна беше објавена, значи темата е општа, би рекол, со љубовен акцент. Како млад поет, да, се восхитивна на неговата поезија и љубовна и родолюбива. Издавач е Свети Висарион, благодарност до нив. Ме пресретија изненадувачки, најдов на добро разбирање и
Благодарам. Колку време се подготвуваше, од што се содржи, колку песни? Има околу 70 на песни, инаку ова се песни што ги пишував од многу одамна. Моето почнување со од кога почнав да се занимавам, околу 11 години имав. Континуирано си пишувам до денес. Ова е само еден знак на почеток. Имам и уште неколку дела кои се во процедура на издавање. Дали станал збор за поезија или за проза? Во главно поезија, но се префрлив малку и кон роман, кон драми, само тоа па така. Значи имаме време. Да. И, значи, надежен, перспективен, со своји вредности и многу е поврзан и заљубен во Македонија, како сите поети помлади писатели, но секако љубовната поезија кај него доминира, се возвишува. Убаво е да слушнеме некој не... Така, и тоа токму сакав да го кажам. Еве имаме можност за крај на нашиот разговор, бидејќи времето нели толку ни дозволува, да завршиме со една твоја песна, еве по избор. Повели. Благодарам. Љубена си. Сателитите не се звезди. Сомнеш од во нив не е копнеш, што црпи насмевки детски. Прелюбата не е награда, како што вирее врз градите на западната страна. Таа е само обичен грев. Без насмев и смел. Сонцето не е злато. Љубена љубов ќе рече живот е, а животот западна страна се дели и вели. Еден е животот, една е љубовта, на заљубените, не на прелюбените. Таа копне и страда, бега од светската страна, себе си не се продава. Знае која и од каде е. Ја знаат и сите. Тие се во себе заробени и безнадежни. А ти даруваш, и само љубов даруваш, и со љубов царуваш. А љубов со љубов се враќа. Љубена си, вечна да си, за секогаш Македонија да си. Ти благодарам за крај на нашиот разговор, да го сметате дека треба нешто да укажеме на нашите гледачи, особено за важноста на македонскиот јазик. Повелете. Јас би нагласил ушено дека правиме една иновација ова година на Мисиркови денови, поставуваме на тема Македонскиот ангел Тодор Проевски со љубов, со Госпој светот, со песната и љубовта Госпој светот, и го прошири македонскиот јазик онамо докаде што допре неговата мелодично убава македонска песна. Тоше Проевски многу, мислам дека многу малку некои работи ги анализираме од аспектот на вредностите на луѓето, не само како поет, не само како пеач, мислам, Тоше Проевски ни го направи еден голем чекор за афирмација на македонскиот јазик во светските рамки. Ако на Александар Македонски сакаше да го освои светот со војна, ако тоа покуша Наполеон и многу други војни светски, но љубовта, песната и убавиот збор може да го освоја срцето на секој човек. Така да и овие Мисиркови денови ушеднаше да се навратиме кон темелите на македонскиот јазик, неговите вредности, неговата иднина, неговата визија и перспектива. Колку да мислат кон Македонија да врша негација, но македонскиот збор се возвишува или го возвишува и го сплотува, тоа е духовната револуција што ги сплотува сите оние национални белези и карактеристики. Или можеме да речеме дека зборот е најсилното оружје за одбрана на татковината на својата земја. Точно Мисиркови денови ќе се избориме и ќе нагласиме дека во годината бар сите денови се македонски, кога зборуваме на македонски јазик, но еден ден да си го одбележуваме со поголемо значење и поголем осврт на сите просветни институции, културни институции и во училиштата да се воведе како час за македонскиот јазик. Тоа е нашата желба, нашата идеја, и еден ден да си го организираме и да речеме денот на македонскиот јазик. Тоа е нашата желба на оваа манифестација и мислам дека ќе биде прифатен, бидејќи тоа е една прогресивна идеја. Тоа е македонската духовна револуција каде се сплотени сите работи. Драги гости, ви благодарам за издвоеното време, за сите убави информации, нормално желби за македонскиот јазик да остане литературен македонски јазик. Ви благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме со нашата програма, имаме уште содржини.